Како што најавив на почетокот на ово издание, наш гостин е професор доктор Цане Војановски. Добар ден, добро дојдовте во Македонски печат. Господин Војановски, сте политолог, социолог, безбедњак, експерт по црковни прашања. Само за последново нема да збориме, меѓутоа јас тоа го доживувам од еден аспект, сите овие три работи со кои што вие професионално се занимавате, сте пишувале, сте експерт по овие аспекти од севкупното живење и во светот и во Македонија. Генерално живееме во едно, Андоновиќ говореше дека сме под некакви закани, стално има некои извори, жаришта во светот. И ние на некој начин, од како станавме членка на НАТО, бевме соочени со тие хибридни закани, што и да значи тоа, со напад на преку интернет на училишта, на јавни институции, Народна банка и така натаму. Тоа малку некако се изрегулира. Не е веројатно случајно тоа што сме предмет на такви напади. Мене повеќе ме занима од аспект колку сме ние отпорни политички, безбедносно политички на ваквите закани, како можеме тоа, како вие гледате, дали тоа имаше влијание или нема влијание во политиката во Македонија? На почетокот би било редно на граѓаните во Македонија од исламска вероисповед, кои вчера го започнаа постот, да им посакаме лесен, благопријатен пост, да ги совладаат тие вредности, затоа што македонското општество меѓу останатото од другите општества се разликува по тоа што има особено висок степен на взаемна почит и уважување на религиските посебности и вредности кои што ги носат таквите решенија и дека во македонското општество и македонските граѓани секогаш изразуваат почит и пиетет кон различниот и кон оној кој што практикува такви практики. Таму подобро стои нешто политичка толеранција. Во меѓурелигиската има повеќе толеранција односно во политичката. Политиката секогаш треба да се наблюдува од неколку димензии. Прво, во неја на најдобар начин доаѓаат до израз трите глобални или трите, како кажам, носечки процеси кои влијаат на дефинирањето на односите во одредена организирана заедница. Тоа се знаењето, информациите и силата, која најчесто се манифестира како економска, како воена и медиумска моќ. Денес светот всушност на тие три постулати можете да го препознаете и еден значителен број од случувањата во земјата и во светот можете да ги препознавате низ тие процеси. Вие во прашањето кое ми го упативте на почетокот укажавте на неколку елементи кои можеме да ги препознаеме во овие три носечки, да кажам, процеси или носечки фактори кои што во значителна мера го димензионираат општествениот, политичкиот, ако сакате, и секојдневниот живот на една организирана заедница. И тука кога зборуваме за моќта, посебно да речеме за економската и медиумската моќ, таа често пати ги користи и другите ресурси кои на еден или друг начин се надвор од потребата на јавно или на политичко живење. А тоа е користењето на религиските ориентации, на етничките разлики, односно тоа е процесот на злоупотребата на одделни вредности. По падот на Берлинскиот зид, кој символички го изразува падот на комунизмот или на социјализмот како една историска одсечка во организирањето и животот на еден дел на држави и народи, во Европа и во светот повторно се вративме на одделни теми и содржини кои го карактеризираа светот, особено пред Првата светска војна и по Првата светска војна. И од тој аспект, ако наблюдувате, еден значителен број на процеси кои се случуваат особено на Балканот,
можете да му најдете аналогија и симетрија во историските наслаги и движења кои беа карактеристични за крајот. Што мислите конкретно? Са малку на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Што е слично? Кои се тие сегашни? Темата Македонија на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век е тема на тогашните самостојни држави или определени облици на самостојност, бидејќи бугарската држава од 905-та се осамостои. Беше главното прашање околу кое се вршеа сојузите и се организира политичките агенди на соседните држави кои на Македонија, кои во тој период се наоѓаа во рамките на Османското. Добро, сега како да го актуализираме сегашната политичка ситуација? Тоа ќе го актуализирате преку темите кои што се отвараат на патот на македонската интеграција. Европска и, ако сакате, евроатлантска интеграција. Тие теми, ако не ги погледнете низ нивната генеза и не се обидете да ги прочитате на време, тогаш данокот кој ќе го платите е скап. Например, што мислам кога зборувам за тоа? Ако ние малку со поинаква свест и поинаков поглед го дефиниравме Уставот во 1991 година, како што имаше предлог да се темели на граѓанските принципи и граѓанските основи. Веројатно дел од овие прашања кои сега се особено актуелни немаше да бидат така актуелни. Потоа, решавањето на одделни прашања во рамките на натрешната организација нема да се темелат на основа на колективните права. Впрочем, ние кога зборуваме за современото општество и современите движења, треба да имаме предвид дека политиката е всушност сектор во кој што интересите добиваат поинаков облик и значење. И во тој контекст ние треба кога го наблюдуваме македонското општество и нашите состојби, кога ги наблюдуваме во контекстот на европските движења, треба секогаш да имаме предвид дека во политиката нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, има интереси. И дека тие интереси наоѓаат различни модалитети во историските контексти да се операционализираат. Битно е кои се нашите интереси. Нивните интереси говорите историски се вакви или онакви, се менуваат или не. Македонија е исто во ист обем интерес како тогаш или не? Дали сега има повеќе пријатели или не? И кој е нашиот интерес и како тоа да го искористиме? Не верувам дека иста ситуацијата на Македонија тогаш и сега. Сега сме самостојна држава која што сосеме различна. Вие говорите дека е слично. Не, имате определени рецидиви кои повеќе или помалку влијаат на определувањето на динамиката и карактерот на развојот. И дека оној кој што ги носи одлуките, секогаш мора да ги има предвид или да ги има опасностите кои можат да се појават во однос на повторувањето или обновувањето на определени тенденции. За тоа зборувам. Инаку, на почетокот на 20-тиот век Македонија беше во Османското царство. Политичкото движење и воено движење кое што беше организирано на подрачјето на Македонија беше со такви перформанси какви што од историските учебници знаеме и дека токму таквите положби и влијанија во движењето покрај другото, не само како основно, влијаеше тоа да има успех, да има резултат како што беше во 1903 година. Но сакам да укажам на следното, дека светот, иако 150 на години се движи напред во значителна мера, одделни интереси и одделни диагонали, како сакате, се уште се актуелни и од политичките водства и од носечките сили од одредена организирана заедница зависи како нив ќе ги моделираат. И во таа смисла ние треба да укажеме дека антифашистичкото движење во Македонија во средината на 20-тиот век, учеството во антифашистичката коалиција обезбеди на делот од подрачјето на Македонија да се конституира македонската држава, која од 1991 година до 2017 година имаше еден историски од за приклучување или
пошироко прифаќање во светот на народите под нејзиното уставно име. Таа постана дел на НАТО интеграциите по регулирањето на прашањата со спорот кој што постоеше меѓу нас и нашиот јужен сосед. Ова го зборувам затоа што денешните настани, денешните случувања кои се во Македонија не можете да ги наблюдувате надвор од таквиот контекст. И затоа е задачата на сите во Македонија, од поединците па преку организираните структури, што е можно повеќе да создаваат основи за развој на пријателството. Тоа како што го чинат македонците во меѓусебното почитување на етничките, на религиските и други разлики кои ги карактеризираат нив. Велите денешните случувања. На што мислите? Кога зборуваме на денешните случувања се мисли посебно на барањето на заедничките вредности кои ги карактеризираат граѓаните во Македонија, македонскиот народ и другите етнички групи во земјата, посебно во однос на читањето, така да кажем, на нашите долгорочни интереси. Што е наш долгорочни? Како ние може да обстанеме? Зошто Македонија не создаде држава тогаш кога другите држави создадоа на Балканот? Заради геостратешките, заради внатрешните и заради други. Ние имаме после долг историски период своја држава и од носителите на политичките сили во Македонија зависи како ќе го димензионираат развојот на оваа земја. Затоа што ние сме сведоци дека одделни интереси, без разлика какво е нашето гледиште во врска со историјата и така натаму, си имаат свое значење и свое влијание. И во тој контекст моето говорење кога зборувам за сегашните состојби, зборувам за потребата од градењето на политички консензус, како сакате, на партиски консензус или воопшто на општо граѓански консензус околу потребата од брзо завршување на определени прашања и создавањето на предпоставки ние да прифатиме одделни организацијски, вредносни и други решенија со цел да генерациите кои по нас доаѓаат не останат на средина на процесот како што остана мојата генерација. Ние долго, 30 и повеќе години сонувавме и мечтаевме за Европа, Европската унија, за вредностите кои што таа ги има, за можностите да се поврзиме во тој свет. Ние отидовме во пензија и така натаму го завршивме своето работно ангажирање и се уште се наоѓаме на почетокот. Се уште за нас има потреба да се вадат визи или ако нема потреба да се вадат визи, има посебни режими и така натаму. Мислите дека ние не стигнавме, но нека стигнат по новите генерации. Ама сега сме дојдени, како да ви кажем, како до работ. Годината истекува, скринингот завршува, ние сме како едно големо исчекување. Годоли, не знам што чекаме. Консензусот во Македонија, иако 91 сме плурално, политички плурализам, и едните и другите го сваќаат консензус по моите ставови. Веројатно тој во светот и во Украина, веројатно мировните договори се прават по барањата на една од страните. Тешко се научуват и во демократијата, камо ли кај нас, како се постигнува договор. Дали станува збор кај нас за тотално различно поимање на она што го видите, што е приоритет на државата, или се работи за суета и не. Не можеме да разбереме во јавноста, говорите за трите столба, економски, моќи, медиуми и така натаму. Каде е суштината на проблемот? Значи, моето гледиште или моето верување е тоа дека во разликите се резултанта на определени процеси кои се случија во изминативе 30 на години, а тие најнапред се однесуваат на реструктурирањето на моќта и реструктурирањето на собственоста. Реструктурирањето на собственоста кај нас се изврши на закон, со донесување на закон, значи легално, не зборувам колку тој беше конзистентен и така натаму, тоа е друго прашање за оценка, се изврши на начин што во општеството
општественото или како подоцна се прифати државното богатство се распредели на бизнис или управувачките структури и елити во стопанските организации или сега компании. Еден дел од општеството, како што се медиумските работници, образованието, здравството и така натаму, останаа надвор од процесот на приватизација. Второ, се создаде предпоставка дека државата и државната структура е структура која мора и промптно да работи на создавањето на предпоставки за промена на собственоста на капиталот и дека тој целокупен процес на приватизација и подоцна, ако сакате, економските политики кои се градат на поддршка на одделни парцијални интереси, кои како економски и други се јавува сега како носители на дефинирањето на политичките елити, на процесите кои што се случуваат во земјата и дека тој незавршен процес на приватизација на одделни уште сектори во земјата значително влијае на потребата од дефинирање на сигурни политички структури. Овие политички субјекти повеќе или помалку се јавуваат како политичка форма на одделни интереси во земјата. Вие можете да видите ни судските процеси, ни случувањата кои се случија во изминативе години дека тоа е видливо. Зошто сега, како сега го објаснуваме тоа, зошто нема или не може да се постигне партиски или, ако сакате, политички, ако сакате, национален консензус. Затоа што основите на кои што се гради политичкиот концепт, а таа основа дека основна задача на политичката структура, на политичката партија да освои власт. И врз основа на тоа да му обезбеди на поддржувачите, финансиерите и другите достап до распределбата на богатството, до распределбата на средството. Целокупната логика или поведение е тоа да се создадат основи во кои што ќе можете да делите пари. Ние денес живееме со една практика, вели вака, купете се велосипед и купете го таа и таа продавница. Или купете се велосипед, ние ќе ви дадеме определен број на средства. Или земете за секој новородено дете давате пари од кои што нити е задоволно семејството, нити можат некој поширок повеќе да му приуштат на новороденчето. А од друга страна имате недостаток на градинки, имате недостаток. Значи тој модел на ситнење на интересите за е резултанта на тоа што знаењето како прв фактор е во значителна мера тргнато од процесот на одлучувањето. Вие денес многу малку вклучен универзитетот и универзитетската структура во било кој облик на креирање. Од 92-та како не е вклучен Мануе, председателот на Мануе, кога сака се вклучува, кога сака се исклучува во секојдневната дневна политика, што не било својствено до сега. Тоа значи се приватизира цела институција. Едно е тоа што положбата од која се впушта во прашања во кои што добиваат партиски призвук и што не е како се вика не својствено, но не е препознатливо во функционирањето на македонските институции. Јас кога зборувам за универзитетот, јас зборувам за следното. Ние во време на ковидот имавме различни мерки на поддршка на организациите и на субјектите во Македонија за справување со ковидот. Ние во тој период немавме програма за поддршка на научно-истражувачките институции. Во Македонија научно-истражувачката работа е сведена на работа на невладините организации, тоа се во основа применети истражувања кои секогаш немаат доволно теориско-методолошки заснованост и се во функција. Но исто така тие изразуваат определени парцијални интереси. Во такви услови, кога знаењето ви е надвор,
кога информациите не се сигурни од простор. Како ние донесуваме заклучок за нештата како граѓанство? На основа на информации за кои што секогаш има едно прашање дали е така. Затоа што живееме во време на хибридни настани. Ние не сме во ситуација да провериме 2-3 извори. Човек треба премногу да се занимава со ништо за да утврди дека тоа што некој му го соопштил е точно. И од тоа, значи, носењето на информациите представуваат основа не за носење на решенија, туку за носење за создавање на забуна или за пропагандни цели. И третиот елемент за кој што зборував, тоа ви е силата, која се изразува како економска, како воена или како медиумска. Било кој во партиските ешалони, кој ќе прояви поинакво или по-различно и по-опасно за интересите кои го поддржуваат тој ешалон, тој постанува предмет на медиумски интерес и односно се отсликува како човек кој што не може. Оттаму вие не можете да зборувате денеска дека во општеството имате изразен критички став кон нештата. Мисла која што ќе кога зборувам за исклучувањето на универзитетот, всушност зборувам за една појава која е тој надвор од настаните. Не зборувам за новосоздадените универзитети кои немаат создадено или немаат доволно време да изградат научно-истражувачки капацитети. Еден дел од структурата која што умееше да применува знаења, се отиде во бизнис и си формира своји бизнис структури и така натаму. Иако држи универзитетски катедри. Само малку. Допрезе до тоа што сакав на крај да се вративме на почетокот првобитното прашање за безбедност. Ова што зборите за постигнување консензус, за стратегијата на развој на државата, за информации и дезинформации и на крајот на краиштата битката за ресурси, како стратешка определба на партиите, да се дојде на власт, да се освојат ресурсите, да се врати тој што поминал и така натаму. Тоа е можеби нормално во секоја автономна држава внатре. Но сега глобализацијата и состојбите на теренот геостратешки се малку видоизменети. Ниедна држава не одлучува сама за себе и влијанието однадвор, вие сте човек кој што работи на безбедностни структури, значи влијанието однадвор се зголемени. Говоривме за хибридни закани. Тие не се толку наивни ако пенетрираат во политиката која ја има интерес да дојде до власт или да остане на власт, да не сватаме гледачите погрешно. Мене ме плаши тие странични влијанија колку се моќни, на кој начин влегуваат и дали тоа може да ја замагли автохтоната политика на една партија, туку да биде интерес на странски политички интереси, а ние да не можеме да го видиме заради информации, дезинформации, заради други аспекти во кои што сме плеткени и се прикажува дека тоа е демократија. Како да го препознаеме дали е нешто автохтоно или не е, бидејќи пак ќе се вратам. Ние завршуваме оваа година ќе бидеме или нема да ги почнеме преговорите, две политички сили имат различно сваќање на тоа. Мене ме интересира дали како ќе заврши тоа од безбедносен аспект. Затоа ја прашав на почетокот што е тоа политичка криза, политичка дестабилизација. Не знам, многу прашања, но како да сме надвиснати над нешто таму. Прашањата се многу сложени за одговор. Прво тоа е, треба да нема прашање кое може да речете вака ќе се одвие. Ниедна земја, вклучително и Македонија, не е издвоен остров и таа не живее настрана од глобалните интереси, глобалните и така натаму. Прашањето е следното: колку водечките сили во земјата умеат во таа сложена состојба да го извлечат најдоброто за себе? Кога велам најдоброто за себе, за државата, мислам, не мислам. Меѓутоа, кога го влечите прашањето најдоброто за државата и имате поддршката на мнозинството, го влечите и за својот така да речем потесен партиски интерес. Ние создадовме
практика во која доминира апсолутот или доминира авторитетот, авторитарност. Создадовме основи за авторитарни режими. И многу малку можеме да зборуваме за демократија и демократски содржини. Без разлика која партијска структура ја организира власта во земјата. Тие повеќе или помалку се држат до тоа дека централна фигура во општеството е лидерот. И ако погледнете, партиите се третираат како компании. Во компанијата е важно да имате добар маркетинг и да го продадете производот. Тоа објективно не е својствено на политиката и на политичкиот процес. Политичкиот процес подразбира и некои други димензии. За тие други димензии не можеме да ги видиме. Ние со вас припаѓаме на генерациите кои што сметаат дека во општеството постои определен сет на вредности, околу кои без разлика колку луѓето се разликуваат, се обединуваат околу тој сет на вредности и носат решенија кои се за општото добро на заедницата. Ние сега имаме обратен случај. Парцијалните интереси се обидуваат да се наметнат како општо добро и тие не успеваат да ги интегрираат разликите кои внатре постојат. Бидејќи ако ги разгрнете фоскулите кои се користат во јавниот дискурс, ќе видите дека тие целат кон иста цел. Целта им е Европската унија. Ако им е целта Европската унија, кој прашање може да не ги обедини? Освен, ако не сметаат дека колку полошо, толку подобро. Тоа е една филозофија која беше карактеристична за источноевропскијата. Но може и тоа. Апсолутно во политика, затоа што знаењето кое се концентрира околу политичките структури им советува. Да, тоа е на пазарот можно. Вие битно е да го продадете производот. А во политиката не секогаш можете само да се потпирате на принципот на продажбата на производ. Туку мора да водите сметка за вредносната димензија. Ние како генерација памтиме организацијски структури во кои што постоеше минимум вредности околу кои што луѓето се обединува без разлика за разликите кои постоеа меѓу нив. Како општество и како поединци очекуваме дека тој однос кој го има како игнорански однос кон знаењето, исклучувањето на луѓето кои промислуваат, луѓето кои инсистираат на вредностите, дека се повеќе ќе зазема простор и се помалку политиката ќе се доживува како средство преку кое што ќе може да се врши прераспределба на моќта и на богатството, ако сакате како тако. И во тој контекст сакам да укажам дека веројатно во партиските или политичките структури во Македонија постои свест за нивото до кога можете да отстапувате. Кој ви е последниот, како кажам, последната можност да не пропаднете во тунелот, да не се изгубите од сцената. Затоа што историјата има многу искуства во кои што ви покажува секоја победа не е победа. Пировата победа е победа, но во крајна линија таа сепак подразбира губењето на основите. И во таа смисла мислам дека македонското општество има доволно искуство и мудрост дека ќе ги обедини своите сили. Тоа звучи многу надежно, но јас малце по-песимистички сум расположен дека тоа ќе заврши така, имајќи го предвид ова последна парадигма и синдагма дека колку полошо, толку подобро ќе надвладе во интересите на некои од политичките партии, мене тоа ме плаши. Но благодарам за анализите што ги направивте во оваа емисија. Очекувам дека повторно ќе бидете гостин кај нас, ќе да разговараме на овие теми. Благодарам за поканата. Ако ме поканите, јас со задоволство ќе прифатам. Секако. Благодарам уште еднаш. Професор Цане Војановски, разговаравме за актуелните политички безбедности состојби во Македонија, корените за тоа и како тоа може да се надмине и дали има шанса да овие вредностни системи со кои што сме раснеле повторно бидат на сцена или ќе живееме во еден друг поинаков свет или генерациите што доаѓаат ќе наметнат нешто што не е како што беше јус или така натаму нешто друго. Благодарам уште еднашка, одиме со Жанета Скелев, но прво малку пауза.